Семејството на Дурдубакови од Штип повеќе од 25 години екзистенцијата ја остварува од вулканизерската дејност. Задоволни си покрај тоа што сиромаштијата се повеќе се рефлектира и во оваа дејност. За да се започне ваков бизнис, потребна е желба, но и пари. За квалитетни машини минимум 10.000 евра, додека може се најдат и поевтини машини, меѓутоа нивниот рок на траење и на експлоатација е многу помал. Како е со конкуренцијата? Има ли конкуренција? Конкуренција има и секогаш ќе има, меѓутоа конкуренцијата по мое видување треба само да не тера да бидеме уште подобри, да бидеме во чекор, да го пратиме развојот на автомобилизмот и на автомобилската индустрија и на индустријата за гуми. Ако констатиравме дека од овој бизнис човек не може да се збогати, но може да обезбеди пристојна екзистенција, тогаш дали за продолжување на традицијата има интерес од помладите Дурдубакови? Со занает никогаш нема да бидеш богат, меѓутоа нема да бидеш ни гладен. Еве, јас настојувам син ми да продолжи и сум среќен што тој го сака ова и го работи со мене заедно. Може да се направи семеен бизнис од кој што релативно пристојно ќе се живее. Државата во последно време со низа мерки се труди да помогне во професионалната определба на многу невработени лица. Дали вие искористивте некои од мерките? Немаме никаква помош од државата, барем јас досега не сум имал. Единствено се што имам е мое, со кредити и со мои лични вложувања, а од државата не сум добил ништо. Само во Штип во моментот екзистираат над 100 мали предпријатија од различни дејности, меѓу нив и 10 вулканизерски. За сега и покрај намалената дејност, катанец нема ставено никој.